И вика фотошопирани се документите. Пази, они си наоѓаат оправдување за криминалот само затоа што е од неговата партија. Абе кало, колку треба си болен у главата да криминал пари твој да краде, да го гледаш како краде твој пари, да викаш нема врска, ти си ги фотошопирал документите. Примети дека е местена спецификацијата за багер. Абе човек, Името ти го смени, а ти не се фати за името, ти се што не можеш да искочиш од државата се фати. така се продава државата. Од багерот до името. На ист начин, принципот е ист, не се краде. Демек има помал криминал и поголем криминал. Демек има криминалци на ситно и криминалци на крупно. Овие маливе не ги гледате, зборете за големи, а овие маливе на ситно ќе крадат и ќе не покрадат комплет. Ај пушти да видиме. Ало, министер. Шефе, има некој план за Охрид? Добро. На кедајрен граните што се изградат продолжение на граници гради. О, никако тој од Нефи, од овај бандитов, албанец. Згради се тие, така? 4 згради се, да. Да, од Нефи се тие, тоа му е дел од договорот за ова, за избориве. По 8-9 пратас. Колку се големи? Не, 5 плюс 5 се. Така, по 6 пратил. Никако, молим те. Никако не го чепкај него. Тој бандитот. Никако не го чепкај Од него. албанците. Е сега овој за кој што збори Александар Николовски, овој му има продадено на Пецакот, му има продадено багер од 86 за 50.000 евра. Пецакот му има дадено дозволи за градба. Му има дадено тендери на овој истиот за кој што Александар 250.000 евра Николовски за вика ограда. дека е бандит. 250.000 евра му има дадено за хортикултурно уредување на двор. И 80.000 евра му има дадено за ограда. Пецакот на тој нефи. Пецакот има купено алги за 25.000 евра. Алги. Многу јако. Од фирма која што е чишто собственик е донатор на ВМРО-ДПМН. Иновативно многу. Што не дојдат овие честите кадри да кажат, да објаснат овдека, веќе ги прашаме, ова се прашањата. А клубот? Ова се аргументите. А клубот? Клубот да не прави обед. Дај да ги видиме бе колку пари му дал Пецакот на Нефи Усени, на тој бандитот. Кој што викаат со Николовски. Тракторот на Тито. Ајде да видиме од 86-та купен багер за 50.000 евра. Багер нов. Багер нов. Иде. Ајде. А значи договорена работа под маса, така? Јацка можеш да најдеш умеѓу време колку чини нов багер некој. Пиши багер. Добро покажи. А нов колку нов? А бре човече, значи вакви багери имаш тие помали што ги викаат бобкетови, како ги викаат. Добро. Има тие мали, средни, 2 тонски, 5 тонски, 7, 11, 12, 15, 100 тона. 300 ли е? 3 милиона 300.000. 50.000 евра, тачно. Да. И нешто јаче, мислам. И како се добива една понуда? Пиши багер со овакви спецификации. Багерот да има 4 гуми. Изработено Багерот да време на Тито да биде е. да биде со таков скип. Да има такви запци на скипот. Да има толку да има дубина која ќе, да има таков мотор, да има пиши само тоа е. Добро, да прашам ја, ова не е подопрен глас за обвинителство или не? Еве, гледаш, висина на пази. Ова е страшно. Висина на возило 240 см, ширина на возило 220 см. Значи у сантиметар го Тежина дефинира. на возило 13 тони. Ширина на папуча за газ 50 см. Ширина на нож 320. А не, ширина на папуча, ова е за оние што се извино. Ширина на нож 320 см. Висина на нож 80 см, гасеница 50 см. Моќност 220 конски сили. Сега ќе ми каже некој дека ова не е местен тендер. не виде доле. Година на производство 1987 година. Јас сум помлад од багерот на Пеца. Ле. Ај. Денеска сте вистински криминалки. Што би рекла големата лавица Дафина Стојановска. Еј. Иначе овој Сашо му е братучет на Пецакот. Чекај. И од тука ли родни не бе? Чекај овде Чекај. не фик пишува. Чекај сега. И овој ли му е роднина? Мира ето си. Значи, како лидерот, така градоначалникот. Да, бе, Приватна партија, така? Више не можам. Кидам вода да се ставам. Ова ги премина сите граници.
Не фик. И пази, вчера вика овие се биле фотошопирани документиве. А документиве се објавени на Бирото читаше за талентот. документиве се објавени на Биро за јавни набавки. Секој граѓанин може да ги отвори документиве на Биро за јавни набавки. Не ние, секој може да отвори да ги отвори. Ама sjn.gov.mk. Отвараш, бараш кој е огласот општина Охрид. Дека има распишано склучено договор и таму ти излагаат овие документи. И ние сме ги фотошопирали. Какви лудаци. Знаеш ли, Какви лудаци. Каков лудак, го брани песакот, иначе од Охрид тој Кој го талентот. брани? Еден талент. и тој му е нешто на мицковски. Вика дека бил програмер, не знае Тетрис да игра. Од Охрид е иначе тој. Го брани Кирил Пецаков и вика фотошопирани се документите. Пази, они си наоѓаат оправдување за криминалот само затоа што е од неговата партија. да го манипулираат сака членството, ја мислам. Абе кало, Мислам дека колку треба да си болен у главата да криминал пари твој да краде, да го гледаш како краде твој пари, да викаш нема врска, ти си ги фотошопирал документите. Треба да си забеган. па се забега. И знаеш што ме вика после? Вика, бе, зашто не објавувате ништо за СДСМ? И ми набројува скандали, вика, по ова све имаме објавено. И ми вика, ама добро, не ти се на насловна. Ме слушаш? Ми рече дека не биле на насловна вестите. А насловната, како што ставаш нови вести на насловна, се менја. Че сега да прашам. Ова све што го збориме ние вечер за ова багерот на Тито. Дали е подопрен глас? Добра, како да речам, информација за истражните органи? Што мислиш? Па ти гледаш дека е местена спецификацијата? Примети дека е местена спецификацијата за багер? Ја приметив, ама не знам другите Како што не? Па истражните други- органи не знам може другите да си- што приметија. Ја приметив све. Сам треба да си отиден со паметот да не приметиш. Приметив како не. Игор Дубара вели, ќе ги пресадува алгите со багеро, му треба. Алгите од 25.000 евра купени од човек кој што има донирано пари во ВМРО ДПМН. Она истото за кој што ги обвинуваат Дуи, нели? Арберија дизајн. Не знам што да кажам. Али по се изгледа почнуваат сериозно да забегуваат. Мене ми делува ова дека они се чувствуваат комотни, дека не може да биде предизвикано ништо што прават. Ете, мислат дека народот не може да ги види набавките, дека може да прават манипулација со спонзорирани постови на Facebook, со да покриваат со нивните телевизии, вебсајтови и така натаму. Мене само тоа ми иде у глава. Ја не можам да сватам, они веќе зацапале јако у офсайт. И тераат и понатака како ништо да не се случило. Види. Ја мислам дека ќе бидат непријатно изненадени од тоа што ќе им се случи на 8 мај. Затоа што и денеска гледам некои анкети што сами си ги прават, сами си ги објавуваат, сами си ги промовираат. По тие анкети немаат поише од 45-46 пратеника. Дојдовме ли на моја? Да. И Затоа сега- и го спомнувам. Дојдовме ли на моја? Затоа и го спомнувам, да. Ти кажав, они немаат поише од 42-3. И затоа Мицко превентивно вика и да изгубам не давам оставка, демек да не ни направил кејф на нас, што не сме го глед. Глед човек кој што нема 2 грама. Овие државата ни ја продадоа, млади луѓе не може да искочат од држава, овој се фати за багерот. Абе човек, Името ти го смени, а ти не се фати за името, ти сега што не можеш да искочиш од државата се фати. Сега тоа ти е битно. вака се продава државата. Ајде, Вака се иди у продава Грчка. државата. Од багерот до името. На ист начин, принципот е ист. Така се продава државата. Ќе ги фатат у криминал и после ќе ги држат за тоа и ќе мораат да прават све што треба како што ќе диригира некоја страна. Така 30 години се продава оваа држава.
А тоа што тебе поише те засега документите што не можеш да искочиш надвор од државата, тоа што се промени името на државата, кажува па многу. За тебе. Не бе, најверојатно се ова ботови, мислам дека не треба да се придават значење. Ама види Филип, Не, како да ти кажам сега. и ботови да се многу е глуп аргументот и мора да го разобличиме. Добро, ти си прав. Аргументот е трагедија. Сега ми пишуваше преска тој талентот што не веруваше дека се оригинал документите, па му пуштив линкот од јавни набавки. После тоа вели сега ќе искомуницирам со Сашо, мисли Сашо Доневски, мислам дека се презиваш, што го има подпишано директорот на комуналното предпријатие и не ми каже што разговарал со Сашо Доневски. Сашо ќе му каже, види ова е партиска работа, не се мешај многу, ќе иди гласај таму и толку ќе биде. Така ги овие послушните ги третираат. Ама затоа вчера дозволи само ова мечка. Затоа вчера Стефче објави таму Карпуш 10 души на состанок отишли. Абе таков шлок ќе доживеат тумај, нема да знаеш што ги снашло. Виктор вели ќе види градоначалникот Бобан што ќе го снајде и на ливче избирачко и на митинг, а опаш не виден, треба повеќе да истражите околу него, верувам има што да се најде. Истражуваме, ќе најдем. Овдека секоја критика за вас е бот. Да, ако критиката ти е државата ја продадоа вие за багерот се фативте, што е општина Охрид? Не е државата? Не се краде? Демек има помал криминал и поголем криминал. Демек има криминалци на ситно и криминалци на крупно. Демек овие маливе не ги гледате, зборете за големи, овие маливе на ситно ќе крадат и ќе не покрадат комплет. Криминалци се криминалци.